Речиси 3 години 3 малолетни девојчиња на возраст од 13, 11 и 10 години биле жртви на сексуално злоставување од страна на 65 годишен штипјанец, сопственик и управител на приватен образовен центар во Штип, а истовремено во центарот им предавал математика. Според обвинителството, осомничениот од септември 2023 до 11 мај 2026 користел прилика во која на девојчињата им држал дополнителни часови во образовниот центар и им се приближувал и ги допирал по телото. Случајот бил откриен откако родителите пријавиле во полиција. Јавниот обвинител до судија на претходна постапка од Основниот суд во Штип достави предлог за определување на мерка притвор за осомничениот. Случајот во Штип го отвори и прашањето колку приватните образовни центри се безбедни, но и контролирани од институциите. Бидејќи тие не се под надлежност на Министерството за образование и наука, нема системски надзор врз нивната работа, посочи министерката Весна Јаневска. Таа најави дека се потребни законски решенија со кои овие центри ќе бидат ставени под институционална контрола. Приватните центри не се под надлежност на Министерството за образование и наука, за жал. И моите информации кои ги добивам од стручните служби велат дека тие се надвор од системот. Ние предвидуваме закон за да ги вклопиме во системот образовен, нели? За да можеме и да спроведуваме мониторинг на нивната работа. Со судска наредба извршен е претрес во неговиот дом и образовниот центар, од каде се одземени предмети за понатамошна истрага. Инаку станува збор за приватен образовен центар кој повеќе од една деценија работи во Штип.